Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Нов викенд, почитувани слушатели, ни доаѓа, но и наш значаен македонски православен празник Голема Богородица. А ние пак со оваа вечерашна емисија, со нова се разбира, за да во наредните 60 минути презентираме за секој по нешто, почнувајќи од најмладите слушатели со детска емисија, вистински настани како преданија, па и вистинската историја на Македонија и македонскиот народ, за да пред самиот крај ве поздравам со песна од мојата поезија. Па нека и вечерашнава наша емисија отпочне со убава македонска песна, со која ви посакувам пријатна разонода. И вечерва сме со вас, драги дечиња, за да ви посакаме пријатни минути со нашите приказни, а потоа и добра ноќ. Токму вечерва ќе зборуваме за
кириличното писмо. Како јата птици, зборовите летат и ги разнесуваат мислите и пораките на луѓето. Тоа што е напишано останува како цртеж на карпа, символ, знак, неизбришлива трага на постоење, стигнува до нас како најстаро писмо од Македонија. Ги разбираме писанијата на нашите предци, оставени по пештерите, печатите, пергаментите, монетите и книгите со Евангелија од нашата библиска земја. Врвулици од народи и војни се уништувачка сила не ги допреле нити древниот ум, нити зборовите, јазикот во комуникација на сите што живееле во Македонската империја. Потоа се појавиле нови јазици како латинскиот и православно црковниот јазик со истите македонски букви. Од сите македонски градови престолнини, славата на Солун си стои меѓу тврдините уште од времето на создавање, кога Касандар се оженил со ќерката на Филип II, Тесалка, и во нејзина чест го нарекол градот Тесалоника. Тој град со милениум е центарот на македонската писменост. Епископскиот град и центар на православното христијанство од времето на Константин и Јустинијан до Самуил го чувал чистиот македонски јазик на кој се препишувала Библијата во сите периоди на покрстување и ширење на писмото низ Европа. Ни малку не е случајно што од Солун се повикани браќата Кирил и Методи и им е доверена мисијата на описменување на сите народи северно од Македонија. Мисијата ја продолжиле браќата Климент и Наум со илјадници ученици по моравско, влашко, украинско, па и цела Русија, каде што и денеска кирилското македонско писмо е во употреба. Старо македонскиот црковен јазик се пее во кириловите манастири низ цела Русија пред фреските на сите свети просветители од Македонија. Многумина од нив и ги оставија коските таму, заедно со покрстувањето, кирилицата и македонскиот дух за градење на црквите во Киев, Москва, се до Сибир и Владивосток. Рускиот народ не ги заборава своите браќа по род, јазик, Библија и православен канон. Во секоја црква и манастир стојат Кирил, Наум, Климент, па фрески на боговите и руските цареви со писмо в раце на нашето македонско писмо на кирилица. Охридската архиепископија го имала единственото право на кронисување кралеви. Сите доаѓале во Македонија како во света библиска земја да примат благослов и да формираат своји нации и јазик. Кирилското писмо во православниот свет е основа за писменоста позајмена од Македонија. Има некоја архаичност во македонскиот јазик, тоа е црковниот јазик. Тоа се македонските корени на писмо на фреските. Тоа е Македонија во чии крошни и колевки се извеле буквите со кирилско писмо, кој се користи кај сите народи во православието. Тоа беше, драги дечиња, приказката за кирилското писмо, а нашата Ангелина Маркус вели: ако нема народот писмо, тогаш нема ни светлина, а за да има, потребно е да се родат просветители исто како и во Македонија. Добра ноќ и пријатен сон, драги дечиња.
Во продолжение на вечерашната наша емисија ќе ве запознам со настанокот на песната за Ленка Пингова од Штип. Ленка Пингова беше родена во Штип, во Горното Мало, во 1902 година. Уште како мала, таа беше секогаш со насмеано лице, што сите нејзе и се восхитуваа. Порасна во убава девојка со коса до половина. Во истото мало, во близина на нејзината куќа, живееше Коле Велков, кој по смртта на татко му мораше да се грижи за мајка му, сестра му и за браќата, така да целиот товар го носеше самиот тој. Еден ден Коле, одејќи по сокакот каде што живееше Ленка, тој ја виде неа и веднаш се заљуби. Па со шамивчето што го имал, а во тоа време на таков начин си давале и шарети, мафтајќи ги шамивчињата за да искажат љубов во знак, значи тоа било, што и така и се случило. Секој ден Коле Велков морал да помине покрај куќата на Ленка, а и таа понекогаш врвела покрај неговата куќа со другарките за да се видат, но најмногу ги користеле малите деца на кои им давале писма за едниот и за другиот за нивната средба. Но судбината не знае за жал. Таа штипска убавица се разболела од туберкулоза. Во прво време верувала дека ќе оздрави, но потоа станала и нервозна, викајќи им на нејзините родители Горшо и Пелагија без причина. Дури не сакала да доаѓа и нејзината најверна другарка, зашто мислела дека таа и го презела Колета Велков. Коле, кога разбрал дека е болна Ленка, многу пати мислел да оди да ја види, зашто и сите знаеле за нивната голема љубов. Така да, кога веќе Ленка Пингова сватила дека ќе умре, на мајка и рекла: "Сакам на моите другарки да ги дариш кога ќе умрам со свилени чорапи, другарите пак со свилени шамивчиња, а свилен бовчалак да му дадете на Колета." Во тие денови, кога Коле разбрал дека Ленка ќе умре, решил да ја посети за последно. Стигнал до куќата и кога ја посегнал раката за да тропне на вратата, повторно се предомислил и се вратил назад дома. Но после неколку дена Ленка умрела. Не само Горното Мало, туку речиси целиот град што дошле да ја испратат убавата Ленка, другарките со венците, со лелеци и тажења ја ставиле в земја 22 годишната Ленка Пингова. По известно време Коле Велков се оженил од Струмица, со која имал и 3 деца. Инаку за Ленка Пингова опеана е и песна од Штипјани, што ќе ја чуете точно сега во продолжение. Разболела се, разболела се, разболела се, разболела се, Ленка Пингова. Разболела се, разболела се, Ленка Пингова. Над глава й седи, над глава й седи, над глава й седи, над глава й седи, стара и мајка. Над глава й седи, над глава й седи, стара и мајка.
Kaži malenče, kaži dušo, kaži malenče, kaži dušo, ošto si bolna. Kaži malenče, kaži dušo, ošto si bolna. Jaze sum bolna, jaze sum bolna, jaze sum bolna, jaze sum bolna, sa prvo libe. Jaze sum bolna, jaze sum bolna, za prvo libe. Jaske si umra, jaske si umra, jaske si umram, jaske si umram, rano nedela. Jaske si umram, jaske si umram, rano nedela. Da go viknete, da go viknete, da go viknete, da go viknete, kole velkovjo. Da go viknete, da go viknete, kole velkovjo. Daruvajte go, daruvajte go, daruvajte go, daruvajte go, dovčalak meneze. Daruvajte go, daruvajte go, dovčalak meneze. On je za mene, on je za mene, on je za mene, on je za mene, kitka trenda fil. On je za mene, on je za mene, kitka trenda fil. Ja sam za nego, ja sam za nego, ja sam za nego, ja sam za nego, grudka snegova. Ja sam za nego, ja sam za nego, grudka snegova.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис, што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Дедо ми бил на печалба во туѓина, се мачел многу години по белосветски градови, едва и жив дома пристигнал, со баба ми се поженил, го прашав зар не се најде на цел свет мома поарна, а тој вели sentimo me Makedonče, pa da vidiš što je raj, kad ga skitaš, ajma odiš, sebi moma od svoj kraj. Sentimo me Makedonče, pa da vidiš što je raj, kad ga skitaš, ajma odiš, sebi moma od svoj kraj. Tako mi beše mladergen mnogu godini, so pesna i so veselba, pominal zemlji gradovi, majka mi dolgo čekala, no na kraj go dočekala, ko prašav zar ne se najde, na cel svet moma poarna. I toj veli, sentimo me Makedonče, pa da vidiš ko je raj, kaj da skitaš, kaj da odiš, semi moma od svoj kraj. Sentimo me Makedonče, pa da vidiš ko je raj, kaj da skitaš, kaj da odiš, semi moma od svoj kraj. Ima dvajca drugari, delevme tagi radosti, na oprit plani pojdoa, žene ti doma dojdoa, jedni od zemal Rusinka, drugi od pak Francuzinka, i praša pre devojčinja, zar kaj vas nema momčinja. I dve te velan, Sentimoce, Makedonče, pa da vidiš što je raj, daj da pitaš, daj da odiš, sve mi momče od tvoj
А сега повторно со рубриката Запознајте ја вистинската историја на Македонија и македонскиот јазик. Со вас е и вечерва Одисеј Белчевски. Денес ќе зборуваме за известни зборови кои што се основа и корен во англискиот јазик, како и во некои други европски јазици. Македонските зборови, тоест нашиот јазик, се концепти во јазикот. Тие се створиле во долг период на време. Тие се створиле на принцип на природата. Во моите долгогодишни студии на англискиот јазик дојдов до сознание за многу лесно објаснување на еден огромен број на јазични креации со директна употреба на македонскиот јазик и спрема мојата пронајдена функционална етимологија, што значи сите зборови се поврзани на функционална основа. Значението и потеклото на многу од овие зборови во англискиот јазик до денес не е доволно објаснето, непознато, неадекватно или бескорен. На англиски тогаш тие кажуваат дека зборот е unknown without any knowledge as to where it comes from. The etymology is unknown. Така да, во следните примери ќе се представам со еден мал дел од ова моја студија, каде што се објаснуваат врските со англискиот јазик. Еден многу интересен збор во англискиот јазик е зборот за писмо, а тоа е зборот letter. Оксфордовите лингвисти, јазичари, не може да најдат адекватно објаснување на зборот letter, и тие само го поврзуваат со буква и така натаму, а спрема моите изучувања, јас дојдов до заклучок дека тој потекнува од македонскиот збор, а тој е чисто лете. Лети, во Хомера е елте и лети, што значи нешто што патува низ ваздухот. А зошто тоа така? Во најстарите времена кралевите владееле на голема простор, што се може се оде во далечина до 200, 300, 400 и до 500 километри. Македонските племења во тоа време беа огромен народ, како што беа поврзани со скитите и така натаму, го зафаќале скоро цел Балкански полуостров и до Дунав и понатаму, и исто така и во Мала Азија. Кога го објаснуваме зборот летер, ние гледаме дека тука, за да се пушти пораката далеку на 500 или повеќе километри, тие имале тренирано своји птици, тоа се гулаби, кои што ги испраќале од едно место на друго место. Така да зборот лете или летера, ра е всушност активност, нешто што се поврзува со активноста, а лете е чисто македонски да полета, да летни, да лете. Гулавот лета во далечина и ја зема права линија. Тој не патува по пат или по некоја река и така натаму. Така да најстарите кралеви знаеле дека со чувањето на овие птици, тие можеа да комуницираат од еден град и од една населба на друга, што било оддалечена, може, како што кажав, 300 до 500 километри. Не можеле тие да пушта порака со коњ, а тогаш коњот се употребувал за патување, затоа што би земало многу време. А гулабите тоа го возможувале, затоа што тие може за кратко време да стигнат на другиот крај. Продолжуваме со објаснување на интересни зборови. Ќе се префрлам на зборот месечина. Зборот месечина на англиски е moon се најдува во Хомера и тој е забележан како мена. Мена и мене, кој што се преобразува во мени. А тоа значи македонскиот се менува формата. Месечината е небесно тело кое што константно го менува обликот, станува полна месечина, тркалесна, после станува пола месечина, после станува четврт месечина и една осмина од месечината. И ден денес во македонскиот јазик имаме изразот месечеви мени. Мени е всушност поврзано со менување. Мена, менува. А тоа е месечината. Тоа е константно и станува со милиони години. Од месечината мена, на старомакедонски мена,
денес во јазикот, во сите јазици, европски јазици, го имаме зборот менструација, менсис и така натаму, затоа што знаеме и старите македонци знаеа дека месечината делува на менструацијата кај жената и затоа таа исто така има и женско име. Мена, месечината е од женски род. Додека кај грчкиот јазик тоа нема никаква врска, го имаме зборот фегари. Фегари нема никаква врска со мена. Може постои некоја етимологија во самиот грчки јазик, што јас сега не ја знам, ама нема врска со мена. Продолжуваме понатаму и ќе кажеме всушност неколку зборови кои што се чисто македонски, кои што се наоѓаат во англискиот јазик. Например, зборот буква на старо англиски е бук. Од тука од буква иде и буквар. Буквите се во нашата азбука, а исто така имаме и бук како што е книга на англиски. Најстарата врска се поврзува со самиот то дрво бука, кој што се употребувало за пишење, тогаш таа се длабела во плочки, направени од бука, и во него се клавал восок, и во него се пишело. И кога се поклопеле двесте, заштитено било, пораката можела се дај заштитена со две, да речеме, како штички, направени од бука. Продолжуваме, например, со зборот борч, кај што преобразува во англискиот борроw, или борџен, или борген во германскиот јазик. Многу интересен збор е зборот цар, кој што имаме царица, цар, царство, царевич, царина и така натаму. Тоа е огромна развиток на зборот. Например, Чарлс, зборот Чарлс се поврзува со постариот староанглиски царолус или каролус, што се поврзува со king, со цар. Понатаму продолжуваме, имаме на англиски child, што потекнува од зборот чедо, после имаме англискиот chaste и chastity, што потекнува од зборот, македонскиот збор чесен, част, честит и така натаму. Зборот кварц произведува, коренот му е цврст, што значи нешто што е многу јако. Зборот added, нешто што е додаено, е од наддаде, даде, added. Зборот dowry на англиски, што се даровите кои ги носи навестата во кога ќе се прави свадба. Јас зборам малце пообично, малце денес. Се поврзува со дарови. Даровите се што ги носи, што се носат, што се дават за време на свадбата. Додека, например, имаме други збори овде, например, дете, на старо англиски е доте, дели, бел и така натаму, се поврзува со deal. Ќе продолжиме, имаме еден огромен збор на зборови, кои што се може би над 1000. Имаме дома, дома е во Хомер, а значи се поврзува со дома, до е до, а ма е мајка, значи каде што сме родени, каде што ние мајката, каде што ние прв пат си ја покажавме глата и го видовме светот, а тоа е дома. Тука потекнува еден огромен збор во другите јазици, доместик, дом и така натаму и така натаму. Дури го најдуваме зборот дупка, дуб потекнува старо на англиски е deep, нешто што оди во длабочина. Го имаме старо англискиот збор фарлен, што се поврзува со фрлен и фрла, тоа е на далечина. Го имаме зборот фатам, да те фатам, да зафатам и така натаму. На старо англиски е фатом, Old English grasp. Од гердан излегува garland, а гердан е чисто македонски, специфично македонски. Во англискиот старо англиски имаме глей, што се поврзува со зборот гледа и глей на англиски. Тоа е всушност диелектична форма. Ние викаме глеј ваму, глеј таму, глеј настрана или така натаму. Интересно е го имаме зборот good, али тој се пише со две о. Некогаш пред некој век тие го направат двете о да звучи у, а god нешто што се годи, што е згодно, што одговара, што е пријатно, добро и така натаму. Во религијата ќе одиме малце, например го имаме зборот Госпел, тој е зборот на Господ,
а Господ се поврзува со Госпел, the word of God. Грев се поврзува со гриф и така натаму. И имаме дури птици од гуска имаме гус, што се веќе сосема очигледни. Интересно е, ова го потврдувам со референција на други лингвисти, како што се Оксфорд, каде што го објаснуваат зборот хамер. Хамер, тој вела дека иде од камен. Камен е првиот чека нормално, уште најпрвобитно време направен од камен. Тоа е засигурно македонски збор, затоа што имаме и кама, првот нож направен од камен. Интересни се разборовите, например, кога ќе зборуваме за кола во старо време, таа имала кочница. Нормално кочници за да се запри колата, ако треба да се запри. Така да го најдваме во старо англискиот јазик, скоч значи да се закочи, да скочиш. Не да скокниш, ама да закочиш. Сите зборови поврзани со калкулација и танамо и калкулус се поврзани со македонците, кои што исто така беа математичари, се поврзува со колку. То го знаеме, колку значи да се прорачуна нешто, да се изработи колку, а калкулација е баш то точно како што го кажавме. Го имаме зборот кров на македонски, покрив, тоа е етимолошки поврзан со покривка и така натаму. Кровот е покривка на куќата, а на англиски е руф, али се пиши ров, што потекнува од кров. Леа се најува во англискиот јазик, а тоа е всушност леа, потекнува од земјоделско, тоа е земјоделски термин, каде што се прави права линија, каде што може да се сади, да се пушта водата. Старите македонци пелазги беа првите земјоделци кои што му го кажале земјоделството на цела Европа. И тука изборот леа, што се кажува, се изговара ли. Тоа е варијација. Исто така го имаме зборот лечи, лекар, лекови, поврзува со староанглискиот лич и лекеј, што значи лекар. Зошто тие употребувале пијајците да го тргат, да ја тргат крвта, да ја прочистуваат, така да the leeches were used to cure. И ден денес во некои места уште се употребува leeches to clear the blood, to pull out the bad blood from a wound, etc. Продолжуваме, например, со зборот like. На староанглиски е личе. Да личи е чисто македонски. Да личи едно со друго, да наликува лик е појавата и така натаму. На староанглиски меат или мид се поврзува со мед, што е чисто македонски, со кој се разбира се поврзува и медицина, затоа што медот бил употребен што старите египтјани за лекување кај човекот, за природен лек бил медот. Од тука иде зборот медицина. Тоа е всушност комбинација на мед и рецина. Рецината беше за чистење, која се поврзува со потек, со фло на англиски, река, речи, да протечи, да се излечи, да излези тоа што не е добро во системот. Маев е мев на староанглиски, тоа е стомакот. Мотиката ја примиле европејаните, англичаните, енглезите како маток. Мрки потекнува од мрак, мрачи. И обичен збор мусташ е од мустак, се разбира, али мустако е специфична влакна што се растат на устата. Мустако е поврзан со устата. На староанглиски се вели ник, што значи никогаш, никад на српски исто, never, тоа е македонски збор. Ние викаме ондека, онде, а енглезите го заедвела и направи yonder. Онде, yonder, over there. Тоа многу просто и многу чисто. Опиум, тоа може сите го знаат, да се замати умот, да се опие умот. Опера потекнува од опева, опера, пее, пое е на старо македонски, западниот дел на Македонија викат пое, од тука иде поезија, поема и така натаму, така да нема никаква врска со грчкиот јазик. А pair на англиски pair иде од пар, парира, нешто што е заедно двете што се, и така натаму. Path и pattern иде од патека и така натаму. А многу интересно е зборот дуве. Дуве
вела дека потекнува од старо француски јазик, но не е тоа така, затоа што иде од пердуве, пердуви, а знаеме дека многу чисто, практично и јасно дека дувето е направено пердуви. Тоа е чисто македонски. А плит и плитет иде од плети, плетење и така натаму. Плуг е плао, на стар англиски се пише plug, значи to plow. А зборот пленти нормално иде од полно, полнети и така натаму. И продолжуваме. Има некои многу интересни зборови кои што се, како што кажав сега преко почнав, овие зборови се концепти. Тие се изразиле, се образувале и се забележале како директно под влијание од природата. Того го кажав за месечина, зошто се менува нешто, како иде зборот менува, мена и така натаму, тоа е директно од месечината. А месечината, старите европјани, да речеме, да се изразиме воопшто, ја гледале секогаш. Месечината со илјадници години, таа никогаш нема промена во месечината. Промената што е константна промена, што се менува, а пак секогаш е иста. Промената е секогаш иста. Всушност ние имаме над 1000 зборови кои што се закоренети и потекнуваат од македонско потекло. Например, и самиот збор they е од тие. На старо македонски се вика теј. Тие се теј, а иди англиски го помекнува и кажува they. They, а тоа е чисто македонски. Ако трчаме, имаме трк, трка и така натаму тркало и трча, англезите го задоа трек. А трек it's a run. Со чисто македонски. Руин иди од урини и руши, тоа е пак македонски. Јуриш иди на hurry, јури. Фокус го кажав минатиот пат, тоа е што е во окото, што е чисто и јасно се гледа, тоа е фокус. Фоки, воки, во очи, во очите. Village потекнува од вилает и вила. Вир, на старо македонски е вир, тоа што е вир, што вирее. Интересен е зборот, например, на старо англиски е браце, brace, а потекнува од враце. Рацете кои ќе заграбат, тоа значи to brace, со измена од браце, brace. Вратничката која што се отворала, се пуштал мостот во замокот, кај старите енглески и кај нас, се вика вратиче. Вратиче, чисто јасно врата или вратниче. А на старо англиски велат вреде, од кој што потекнува зборот worth, а тука тоа е вреде, вредност. Дури и самите имиња, ако ги објаснуваме така наречените старо англиски или француски имиња, тие нушто снесе. Например, Вредерик е чисто македонски, или старо македонски, или славјански, можеме да речеме. Тој што му вреди зборот, оти вреде е вреде, тоа што вреди, а рек е збор. Значи, што му важи зборот, тоа е Фредерик. Продолжуваме тука, имаме еден многу интересен збор, а тоа е зборот number. А што е number? Ако сакаме, например, на некој човек да му каже, да му дајме нешто што е во број, ќе ги изброиме и ќе речеме тука имаме 23 јаболка. Сега не можеме да му кажеме да му ги броиме на човекот пак, ќе му кажеме тоа што го замисливме во умот, што ги изброивме претходно. А тоа е number. Наум бере. Умот ги изброил, ги забележал, и створил тој број, number, наум бере, и му се кажува на човек што му се дава. И во трговијата, и во сите тие процеси, кај што треба да се клај број, треба да се забележи, да се замисли, да се клај во умот и да се кажи. Така да самиот збор наум бере, потекнува од самиот збор иди number, numero и така натаму, и во латинскиот јазик и така натаму. Ке продолжам со збороите. Имаме сосема очигледни сличности и истоветни зборови. Совера, сфера иди зборот свер. Сверот кога се колнат кај кралот, се дава верба, доверба. Тоа е чисто македонски.
А штица македонски се наоѓа во староанглискиот, тоа е парче на дрво, право исечено, се вика штица. Али дали се изговара ш, не е битно, дали е стица или штица, основата е иста. А од каде е изборот stranger? Stranger е потекнува од страна, од странет. Тој што е надвор, настрана, estranged, одстранет. Во основата е македонски. Сврти, заврти се влегол во англискиот јазик како swerve, to swerve to the right, to swerve to the right, да свртам лево или десно. И без да забележам тука го кажав изборо лево. Лево е во Хомер, со значи left. Англисите го зедоа од нас. Зборот torn е од turn. Тој што трга, ако ќе те закачи, ќе те тргни. А зборот think е од текни, од текна, текнало, на староанглиски текнан. Со сите овие зборови, кои што, како што кажав, се концепти директно од природата, се изјаснува и се гледа дека македонскиот јазик е со илјадници години постоел и се развивал и еден од најстарите јазици во Европа и пошироко. Во секој збор, како што кажав порано, постои концепт кој што директно се поврзува со природата. Од природата произлегува јазикот, кој што е заедно со мислата и умот на човекот. Пријатно и до гледање.
Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Те ставија на раскрсница како Ристос, продаден од јуди македонски за проклета пара и слава. Те ставија на крст за да ти одземат душа за се што е твое македонско и да те стават во нивните надуени стомаци, кои кога тогаш ќе пукнат како надуен балон, и ти, моја мила земјо, затоа истрај и не предавај се. Знам, целата во крв исечена си и без милост уште те сечат за да те одират од твојата кожа, да те одират со која го завиваш твојот народ, славен македонски. Истрај уште малку, зашто со твојата храброст ќе ги викнеш токму тие твои чеда, исправена, со гордо крената глава да ја пресечат неправдата, за да повторно се насмееш со сонцето на Македонија. И ова петочна наша емисија на YouTube заврши. Благодарејќи ви на сите вам, слушајте не идниот петок од 8 часот навечер на YouTube од The Voice of Macedonia, но затоа пак претходно, поточно в недела на радиопрограмата на CMR, ако отворите на брановата должина 101.3 FM, или можете да одите на вебсайт на CMR 101.3 FM. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.